Дебатата беше жива, мислам дека дебатата беше аргументирана, вие новинарите ќе оцените кој имаше повеќе аргументи, дека не беше ад хоминем и дека е добра инспирација за нас да се соочиме и на други дебати во други сфери во кои има надлежност председателот. Јас сум лично задоволна и како кандидатка, а особено како жена, зашто се обидувам женскиот говор да го промовирам. Тоа го направи некогаш Вирџинија Вулф. Ние имаме специфичен јазик, женско писмо и мислам дека е тоа новината која најде на разбирање и кај мажите, а не само кај жените. Професорке, како реагирате на забелешките на социјалните мрежи за оние ненамерни ваши гафови? Си ставате ли при срце? Не се разбира дека јас пристојно се извинив. Знаете како е кога одите во повеќе дестинации, а признавам, ова е шанса да си ја запознам подобро државата на лице место. Ние правниците велиме in medias res. Понекогаш кога вие мислите на тоа што ќе го кажете, а не на градот, можете да сгрешите, но тоа е доказ дека и кандидатите за председатели, па и председателите не се совршени перфектни личности и дека можат да направат грешка, ако се извините. Тоа е во ред. Чинам дека поважно од таквата грешка е да не сгрешите во тезите, во вистинските анализи. А ако го сгрешите името на градот, тогаш мислам дека тоа не е страшно.